Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, денеска сакам да на оваа пресконференција ги информираме граѓаните и вас медиумите за одредени случувања кои што и ги најавив на седницата на Собранието на Република Македонија при поставувањето на пратенички прашања, а тоа е евидентната злоупотреба и непочитувањето на одредбите од подзаконските акти, нормативните акти кои што го регулираат начинот на користењето на обезбедувањето и на возилата во Министерството за внатрешни работи. Тоа се и уредбата која што е донесена од страна на владата, како и наредбите кои што се донесени, за тоа на кои личности им следува обезбедувањето, меѓутоа како и на кој начин се утврдени бројот на лица и возила кои што тоа го користат обезбедување и врз основа на безбедносните проценки. Второ, личности кои што во моментот не исполнуваат услови, а користат обезбедување на трошок на Министерството за внатрешни работи и навистина сериозни процедурални недостатоци кои што се однесуваат на користење на обезбедување и возила од одредени личности во Република Македонија на кои што воопшто не им следува обезбедување. Ова само укажува на фактот за потврда на она што ни го констатираат сите во Европската Унија, дека во Македонија не е оделена партијата од државата. Ја потврдува тезата дека МВР не е МВР на Република Македонија, туку МВР ВМРО. Зошто ова го кажувам? Заради тоа што навистина кога ќе ги погледнеме личностите кои што користат обезбедување, исклучувајќи ги личностите за кои што е дозволено обезбедувањето, сите законски прописи, председателот на државата, премиерот, председателот на собранието, министрите за одбрана и за внатрешни работи, правда и финансии. За сите други личности е потребно да се направи безбедносна проценка и врз основа на таа безбедносна проценка да се даде решение за користење на обезбедување. Меѓутоа исто така е наведено во уредбата и кој е се тоа што може да користи обезбедување врз основа на ваква безбедносна проценка. А тоа значи поранешни министри кои што ја напуштиле функцијата, ако навистина им е загрозена безбедноста и животот, но најмногу до 1 година од престанокот на мандатот. Овде, во овој список кој што сме го добиле, сакам да ви информирам вас и македонската јавност дека ова е направено надвор од сите законски овластувања од личностите кои што требало да бидат одговорни во однос на оваа работа. И тоа е направено врз основа на устна наредба. Кој, каде и како да добие обезбедување и да располага со државните средства и со луѓе на неовластен начин. И на тој начин е доведена во прашање работењето на Министерството за внатрешни работи, злоупотребени се и финансиските средства. Ќе ги соопштам имињата на луѓето кои што имале обезбедување врз основа на устна наредба. Тоа е Кирил Божиновски, генерален секретар на владата на Република Македонија, за кое што не постои никаква законска можност да добие обезбедување. Емил Димитриев, пратеник во Собрание на Република Македонија и генерален секретар на ВМРО ДПМН. Исто така со устна наредба без никаква законска можност. Михајло Маневски, поранешен министер за правда, на кого исто така со устна наредба му е доделено обезбедувањето се до 1.12. оваа година,
Мартин Протуѓер, советник на председателот на влада на Република Македонија, исто така без никаков акт со устна наредба. Гоце Џуклевски, националниот координатор на Националниот координативен центар за гранично управување, исто така во уредбата и без никаков акт. Јохан Тарчуловски, исто така без никаков акт и без никаков основ. Амди Бајрам, пратеник во Собранието на Република Македонија, за кој што сакам да информирам македонската јавност дека луѓето кои што биле во неговото обезбедување долго време назад, за нив постои 2 пати или 3 пати издадена наредба по месец дена дека треба да работат на обезбедување на одредени личности или трансфер на пари, без при тоа да се наведе дека ќе го обезбедуваат пратеникот Амди Бајрам и не знам од кои причини. И да напоменам дека има решение сега во моментот дека треба да добие обезбедување дадено на 9.11.2015 година, 2 дена пред мојот избор за министер за внатрешни работи, без при тоа да имаме безбедносна проценка за тоа дали треба и во каква форма да има обезбедување или користење на било кои други средства. Постојат 2 решенија за Гордана Јанкуловски и за Сашо Мијалков врз основа на уредбата, за кои што по престанок на функцијата им следува обезбедување врз основа на проценките најмногу до година дена, и тие се покриени со решението. И токму заради тоа издадом наредба да се преиспитаат сите индиции и наводи за утврдување на одговорност за ваквите состојби. Се работи за сериозни укажувања и сомневања за пречекорување на овластувањата со која е нанесена голема материјална штета на Министерството за внатрешни работи. Стотици возила и луѓе биле непотребно ангажирани врз основа на субјективни проценки на неовластени лица во постапката и некомпатибилни со регулативата која што го регулира овој процес. Исто така е констатирана злоупотреба кај одредени раководни лица со 24-часовно користење на возила на Министерството за внатрешни работи. Недозволиво е раководниот кадар да користи по неколку возила, а оперативните и инспекцијски служби да немаат возило или да користат возила стари по 15 до 20 години. Издадов наредба за подготовка на прецизна интерна регулатива со која конкретно ќе се знае кој ќе се обезбедува врз основа на уредбата и врз основа на безбедносна проценка, колку возила и колку луѓе се потребни за да ги обезбедуваат овие лица, врз основа на кој правен основ тоа е направено и кој ќе користи возило 24 часа на располагање врз основа на постоечката уредба која што има Министерството. И затоа веќе се започнати постапки да се утврди кој го прекршил законот, односно подзаконските акти и интерните процедури во Министерството за внатрешни работи. Да се утврди колкава е материјалната штета предизвикана по буџетот на Министерството за внатрешни работи. Имајќи во предвид во каква состојба се наоѓаат полициските службеници, каква или колку години немале униформа, дали им се испаќаат финансиските средства и така натаму, сето тоа е доволен факт да се покаже пред македонската јавност како биле и дали биле злоупотребени овие финансиски средства. Започната е постапка за донесување на нова регулатива, интерно и прецизно да се утврди оваа материја за воиднина да се спречат сите злоупотреби во однос на
ова прашање, кое што денеска ви го соопштив и на вас и на македонската јавност. Ветив дека треба да бидеме транспарентни во однос на потезите кои што ќе ги презентираме на македонската јавност за сите можни злоупотреби и затоа денеска и ги објавив овие имиња кои што имаат обезбедување или користење на возила без никаков основ во Министерството за внатрешни работи. Благодарам, повелете. Рековте дека околу 100 смени наредби. А кој ги давал тези смени наредби? Министерката или некој друг? Устните наредби ги давал според првичните сознанија кои што ги имам началникот на така наречена 6-та управа во Министерството за внатрешни работи. Побарав службена белешка во однос на овој настан. Реков дека се започнати сите процедури за да се утврди одговорноста и материјалната штета и после завршување на целата постапка ќе ве информирам повторно за да знаеме до каде е постапката и кои ќе бидат натамошните чекори. И тоа едно е јасно дека мора да се застане на патот на ваквите злоупотреби и мора да се процесуираат овие сите работи кои што ќе допринесат да го вратат угледот и реномето на Министерството за внатрешни работи и конечно ова министерство да биде Министерство за внатрешни работи на Република. Дали во меѓувреме, извините, дали во меѓувреме ќе продолжат овие функционери кои што ги споменавте да ги користат овие бенефиции? Јас издадов веќе наредба и на први 12 им се одземани сите обезбедувачи и возила на овие функционери кои што неовластено и незаконски ги користеле до сега. Колку ги има на шестата управа и министерката ќе носи одговорност? Како? Дали и министерката, поранешната министерка за Реков дека започнува процесот и кој ќе биде финализиран ќе добиете конкретна информација. Вие кажавте неколку имења, колку вкупно ги има на број што користеле вакви бенефиции, а не им следува? Би ги кажав, значи, имињата сите кои што користеле вакви бенефиции, а не ги следуваат и кои што се издадени со устна наредба. Обяснете дека користењето на овие службени возила на МВР. Пред неколку дена бивте во посета, да речеме, на средба во Кривопаланка Свети Николе. Со службени возила на МВР. Притоа сте поминали на Патарина без да се плати. На која основа менувате ли вие ставате како СДСМ како партија? Претходно напаѓате еден кулот сега ги користи овие бенефити на министерството, а сега го правите ви исто. Прво, имате грешна информација, во Свети Николе немам воопшто отидено. Во Кривопаланка не сум бил пред неколку дена, туку синоќа, и тоа со партиско возило на Социјалдемократскиот сојуз, Шкода Суперб, која што ме возеше и претходно, Скопски регистарски таблички 6785 АФ. Така да информациите кои што ви ги даваат се апсолутно тенденциозни, а за наплаќањето на патарината постојат законски уредби кои што го регулираат поминувањето на полициските возила на патарините. Тоа не го донесов јас како наредба и како уредба. Тоа е донесено за Вие со автомобил на партијата, а сега збориме за... Јас како знам за Паланка нема патарина. Јас вчера тргнав од Куманово, каде што живеам, и отидов до Паланка. Ако најдете патарина до Кривопаланка на која што ја не сум платил, навистина тогаш ќе можеме да одговараме за таа работа. Значи сакам да ги проверувате информациите првично, за да излегувате со факти. Инаку ако само за да поставиме прашање за да го поставиме, мислам дека е крајно некоректно. Не, имате право да поставите, имам право да ви дадам одговор. Јас не бегам од сите прашања, затоа ве викнав и на брифингот.